Почитуван председател, почитувани колеги, почитуван гостин, деновиве само трагедии и овој наш начин на изразување револт од вашите политики за мене е светла точка. Голема трагедија е кога предлагате нешто, а пред народот не давате образложение зошто тоа го предлагате. Зошто баш таа личност е најпогодна за вршење на оваа и текако висока државничка функција уставен судија. Со бенефиции, со висока плата, со службени возила и што уште не, позиција слична на председател на државата, позиција која се плаќа со државни пари, а пред народот нема детално образложение зошто баш Кацарска. Па се размислувам дали може би треба да поставам прашање на Фејсбук и таму да очекуваме одговор зошто само таму се даваат одговори и замислете само таму и се нудат некакви решенија. Стана Фејсбук државна национална платформа, слична на она што требаше да профункционира и за образование, ама ќе заврши учебната година додека таа национална платформа профункционира. Затоа, почитувана јавност, власта на СДС секогаш си има план Б. Договорот, односно недоговорот со Бугарија, еве изборов на Кацарска за судија и излегува премиерот, кажува гаф или душа Лидија Димова, пак главна е сега, дека и го земале пасошот и решен проблем. Да се вратам назад и да посочам. Кога немаме понудени информации, кога немаме образложение за некого, го прашуваме Google. Пазете, пратеник бара информации за уставен судија на Google. Докаде ни отиде на државата, ама кога папагали пеат на страна кај министер и казина шетаат со премиер, што може повеќе? Првата информација што со пребарување ја добивам за оваа личност, внимавајте, Google не е ВМРО-вски пребарувач. Од сите ваши ветувања, тоа треба да е ваш пребарувач, нели вие ќе го носевте во Македонија. И пазете, таму информациите за незе се само негативни. Може во меѓувреме да го направите, но направете го со македонска поддршка. Што е Добрила Кацарска? Судија или портпарол и извршител на Социјалдемократскиот сојуз. Следна вест. Процесот за настаните од 27. април е како мал воденичен камен што го носи речиси секој граѓанин на Македонија. Па затоа настаните од судската речиси секој ден се главни вести во медиумите. Неочекувано за многумина судиката што го води овој процес, Добрила Кацарска исплива како главна личност во него. Следно, да не должам, има многу. Добрила Кацарска ненамерно го притворила Душко Лазаров од МВР. Докажан дипломиран правник со повеќе од 30 годишно искуство. Понатаму, Уставен суд на Република Македонија пресуди дека Кацарска го прекршила Уставот и основните човекови права. Уште сум на Google, вашиот пребарувач. Кацарска е судија кој на Уставниот суд и поништил одлука. И ова многу ме заинтересира, искрено ви кажу. Судија кој не го почитува Уставот или член 16 кој ја гарантира слободата на изразување, во која влегуваат слободата на мислата, јавното изразување на мислата, на пристап до информации, слобода на примање и пренесување на информации. Членот 54, став 4 од Уставот упатува дека слободата на јавно изразување на мислата не може да биде ограничена како што е во конкретниот случај. Значи, затоа судија кој не знае и не го почитува Уставот не смее да биде уставен судија. Сите овие информации ги имате на веб страната на ustavensud.mk. Понатаму, овие противуставни одлуки на Кацарска станале предмет на интерес и замислете, како што рекоа и претходните мои соговорници, Универзитетот Колумбија од САД го анализира овој предмет, верувам дека
сте немале време да го анализирате и вие, па ќе ви насочам, веб страната е Global Freedom of Expression. Кацарска својата пресуда со која на 211 години затвор осуди луѓе со измислено дело тероризам ја темели на исказите на докажаниот криминалец и лажен сведок на суд Александар Василевски Нинджа, кој 4 пати го менуваше исказот за 27 април и така натаму. Па има влијание во периодот кога се менува името. Па има влијание да се враќаат доброволно од Швајцарија, за да бидат дел од постапкот како Русковска, ги затвара тие лица на 7 години затворска казна. Покрај сето ова, а има што е многу, верувајте, ние денес овде не смееме да дозволиме да имаме избор на уставен судија кој неуставно работи. Доста е од вакви приказни, дајте да се надминиме самите себе и да работиме во правец на градење доверба. Народот не верува во системот, во општеството. Да ставиме крај на овие појави, со вакви личности, со ваков игнорантски начин на работење, никогаш нема да не биде. Па нели се залагавте за независно судство? И од сите можни судии ја предлагате најзависната судијка. Со зависен судија должник, ќе продолжиме да бидеме сведоци на контраверзни одлуки, маратонски судења без докази на Жими Мајка, ќе бидеме сведоци на донесени пресуди пред време. Ќе бидеме разочарани и во овој период на депресивност ќе поминуваат нови скандали со целосно партизирање на судството, со именување на партиското членство, дури и како членови на судскиот совет. Почитувана пратеничке, кој сега пред малку ми спомнавте дека вие не ја предлагате. Да, вие не ја предлагате. Ама судскиот совет ја предлага, што не ни даде нас образложение зошто ја предлага баш Кацарска. А вие, како власт, разгледајте и видете кого се предлагате како членови на судскиот совет. И каде е, објаснете ми во овој дел, независното судство во Република Македонија. Јас се гледам. Зависно само. Зависно од вашите политики на Социјалдемократскиот сојуз. На крај, од независното судство, ние во Република Македонија немаме ни Н. Ви благодарам.